Три столчиња од обвинителната клупа на судењето Титаник останаа празни. Едното на бегалецот Никола Груевски, другите две на поранешниот министер Милијан Екиевски и на екс-владиниот генерален секретар Кирил Божиновски, кои се во притвор во шутка. Обвинителката на СЈО Лиле Стефанова рече дека притворот за Јанакиевски и Божиновски е побаран бидејќи планирале на ист начин да се дадат во бегство како Груевски. Стефанова од судот побара на екс-премиерот Груевски да му се суди во отсуство. Кривичниот совет го одби нашето барање со наводи дека иако постои опасност од бегство, бегството може да го обезбедат со одземање на патната исправа и јавување на обвинетите еднаш неделно беше во тој период. Во меѓувреме обвинетиот Никола Груевски побара јавувањето во судот еднаш неделно да му биде заменето со јавување еднаш месечно, по кое барање ние дадовме мислење дека треба да биде одбиено како неосновано, меѓутоа Советот кривичен на судот го прифати и денес тој има јавување еднаш месечно. Да рековте на ист начин се спремале, која начин? Сето тоа не може да го споделам во овој момент со вас. Адвокатите на Груевски пак со спротивен став. Ако на Груевски му се суди во отсуство, велат ке се прекршат човековите права. Сметаат дека тој треба да биде присутен на судењата. За притворот на Јанакиевски и Божиновски адвокатите не биле известени. Сметам дека раздвојувањето е поцелесообразно и позаконито, затоа што основните права на било кој обвинет, а тоа се учество во постапката, распит на сведоци, произнесување по докази, би биле ускратени со тоа што би било судење во отсуство. Да се оди со некакво известување од УБК за наводно негово подготвување без факти, без действија, без аргументи, сметам дека е апсурд и сето ова е освета, а на крајот на краиштата сето ова беше најавено синоќа во изјавата на господинот Оливер Спасовски, што укажува на сепак спрега меѓу власт и судство. Доколку било кој сакаше од нив да се даде во бегство, сигурно немаше да спие во својот дом, за да биде пронајден од органите на прогонот, како што беше пронајден у Тринава. Адвокатскиот тим официјални информации нема. Нити за случувањата со господин Груевски, нити со случувањата со Милијан Јанакиевски и Кирил Божиновски. Така што секој коментар би бил шпекулација некоја наша. Кога ќе добиеме официјални документи или официјални информации, сигурно дека ќе ги користиме и правните средства, а и ќе може да ги коментира. Дали на Груевски ќе му се суди во отсуство или постапката за него ќе се раздвои, ќе се знае на 23 ноември, бидејќи тогаш продолжува судењето за изборни нерегуларности. Екс-министерката Гордана Јанкуловска не очекува и за неа да се бара притвор. Јас имам определени мерки за предпазливост, ги почитувам и не постои никаква причина да бидат преиначени моите мерки. Судењето Титаник треба да продолжи со презентирање на телефонски разговори. Бегалецот поранешен премиер Никола Груевски е во Унгарија, се бара со меѓународна потерница. Обвинет е во 4 предмети, осуден на 2 годишна затворска казна за набавката на луксузниот Мерцедес од 600.000 евра.